За општините Ново село и Василево, значи ги започна обуките, значи се обучуваат со средства кои што се обезбедени од страна на проект на Светска банка преку Министерството за труд и социјална политика. Таму значи обучуваме 14 лица кои што ќе ги дават услугите на териториите на општините Ново село и Василево. А во општина Струмица обучувавме значи негователи кои што ги финансираше значи Австрискиот Црвен крст преку проектот за интегрирана грижа. Таму би кажала дека почнавме значи или искористивме значи да добиеме и на она додадена вредност како квалитетен давател на одредена услуга. Значи го имаме моментот каде што заедно со средства на Австрискиот Црвен крст ние постигнавме еден малце поголем квалитет во развојот, посебно во делот на обучувачи. Значи таму ни се вметнати и посебни обуки каде што обучувачите беа обучени од страна на ЦЕФЕ Македонија за да го излечат она најдоброто или да ги насочат самите луѓе кои што ќе бидат нели даватели на услуга, затоа што квалитетна обука значи дека ние на терен имаме професионалци. Професионалците сами по себе значи сигурно поквалитетно и подобро ќе ги испоручуваат услугите, а на тој начин сите заедно ќе бидеме сигурни во тоа дека сме го постигнале она што е наша цел. Значи луѓето кои што се повозрасни или немокни, значи да бидат згрижени да постигнеме некоја фаза, да кажам, на сигурност. Потребата е многу поголема, пред се значи со ковидот ние увидовме ситуации во кои што имавме преку 3000 интервенции со мобилните тимови. Тоа не мора да значи дека станува збор баш за 3000 лица кои што барале нели помош, меѓутоа некаде сме интервенирале повеќе пати, сме помагале, значи дури имаме некои лица со кои што секојдневно се уште бараат некоја услуга. Меѓутоа ваквата услуга ќе ги офаќа и они кои што живеат во заедница, меѓутоа нели помладите членови на семејството се ангажирани работно, на школување, така да ваквите лица остануваат сами, несигурни, осамени и преку ваквите сервиси и можности значи ќе можат да реализираат некои своји активности, да се чувствуваат малце покорисни, посигурни во себе. Јас мислам дека во моментот во овој микрорегион околу 400 до 450 лица можат да користат ваква услуга и се разбира дека имаат потреба од таков тип на помош.